На нашите пчелари, на нашите сограѓани им посакувам 3 прекрасни дена да дегустирате мед и да продолжите да конзумирате мед и пчелни производи. Секоја година имаме се поголем и поголем број на наши сограѓани кои што се занимаваат со оваа стопанска дејност која што е не само добра за нашиот град, туку генерално потврдува дека Македонија е земјата на медот на овие простори. Сите пчелни продукти, производи можете да ги видите на штандовите денеска, утре и задутре. Тука се покрај медот, поленот, прополисот, пергата, матичниот млеч. Цената на медот е непроменета, еве трета година поред тука барем за Кумановски регион, 600 денари е килограм мед. Така да таа цена непроменета, така решивме како здружение да останеме, сите цени отидоа горе, ние сме можеби единствени што сме со цените константни. Да, оваа година беше многу специфична сама по себе и еве постарите не памтат оваква година во смисла дека имавме како пчелари многу работа, многу обврски по пчеларниците заради роевиот нагон кој што беше изразено присутен. Ние како здружение, како поединци пчелари не сме многу моćни, можеме само да влијаеме кај луѓето со информирање, со разговор, со дискусија, Тука треба државата да ни помогне во однос на тоа прашање. Државата има институции кои што може тоа да го преконтролират лесно, едноставно, само треба да се има волја, така барем јас мислам. И ако се изврши таа контрола, лесно ќе се знае сите да се преконтролира и ние, нашиот место, исто така да биде подлежен на контрола, нели? 23-та манифестација на Денови на мед и 23-то учество на нашето училиште Киро Бурнас од Куманово. Како што можеме да видиме, денеска нашиот плоштад навистина прекрасно изгледа, едноставно сјае во боите на медот. Оваа година нашето училиште може да се пофали со значителна бројка на произведено количество на училишен мед, што значи дека нашите ученици и наставници беа навистина вредни. За значењето и важноста на медот сите знаеме, затоа секој ден треба да го започнеме со една лажица мед. Оваа година можеме да се пофалиме и со плакета за активно учество на нашето училиште и голема благодарност до Здруженијето Пчела. Чествам откако станав пчелар секоја година и затоа и добив и плакета ова година на редовно учество на ова саемска манифестација. Значи, целта на ова саемска манифестација е освен чистиот мед и да ги понудиме нашите разноврстни продукти, како луѓето да им покажеме, да им дадеме идеја, нели, како на друг начин може да го употребат медот, така да овде имаме повеќе мешавини со различни зрнасти, овие јаткасти плодови кои што се изузетни како најприродна бонжита. Ова е со поленов прав, кој што е изузетна работа, восок, чист мед во саќе и мелеми за изгореници кои што секоја куќа би требало да има вакво нешто. Секое домаќинство, за тоа што за сите рани, опекотини, било што, и прополисот кој што е природен антибиотик. Самите клиенти, самите потрошувачи нека одберат дали ќе купат во некој маркет од 200, 300 или не знам колку денари, нели, мед, кој што не само цената, туку и квалитетот, значи, е далеку различен. Така да наши клиенти, наши потрошувачи се редовните, искрените потрошувачи кои што се имаат доверба во нас. Од оваа манифестација оваа година очекуваме многу подобри клиенти, значи добри луѓе за добра дегустација, како претходната да биде уште подобра. На нашиот штанд, значи, имаме производи од прополис, матичен млеч, медена пита како што е саќето, имаме прополис, значи спреј, полен и мед, значи имаме од лајнскиот и оваа година, значи од овогодишен мед. Значи нов производ сега што го имаме оваа година ние добро утро. Значи ова е мед и лешник за секое дете или за возрастен што се вика, за секое станување од кревет што се вика, да најбово да конзумира.